Пари има, лекови нема. Бирократските процедури повторно проблем за набавката на онколошки терапии за болните од рак. Сдруженијата на пациентите алармираат дека се уште фалат и некои прилично ефтини лекови и бараат надлежните да најдат начин како тие секогаш да им бидат достапни на пациентите. Здравствените власти со законски измени ќе го решаваат проблемот. Според министерот Алиу, потребна е итна промена во системот за набавка на онколошката терапија. И пациентите се со исто мислење. Во набавката не се проблем финансиите, туку тендерските процедури. Затоа што рекордниот годишен буџет од 39 милиони евра за клиниката за онкологија е доволен да ги покрие сите трошоци на болните. Дистрибутерите не ја доставуваат, не аплицираат на тендери, има проблеми со цените кои што ги нудат и веќе имаме зборувано на оваа тема, значи не станува збор за финансии. Јас веќе еднаш кажав дека еве оваа година имавме зголемен буџет, меѓутоа повторно се соочуваме со некакви гапови во набавките. Мора да се промени начинот на кој што се набавува терапијата за овие клиники во Македонија. Болните од рак се почесто се соочуваат и со недостиг на тумор маркери. Министерот за здравство вели дека нема простор за паника. Ова испитување пациентите можат да го направат и на други клиники, односно на клиниката за биохемија. Решението за надминување на овие предизвици го гледа во измени на законот. За жал, заради исто така законски пречки, знаете дека ако една процедура закасни, вие законски не смеете да отворите друга или да убрзате. И затоа еден од законите во овие 12 закони што ги менуваме, ги адаптираме, едно од прашањата кое што ќе го решиме е буквално ова. Реагенсите за анализи за тумор маркери се клучни во следењето на терапијата и контролата на болест, а нивното отсуство предизвикува голема неизвестност кај пациентите болни од канцер.